Дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Денеска во За или против имаме интервју со потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добре дојде. Добре најдов, благодарам на поканата. Александар, живееме буквално во време на анкети. По трет пат, значи една по друга поред анкетите покажуваат дека народот мисли дека оваа власт, оваа владина номенклатура не носи во негативна насока. Ова е веќе факт, вела дека и пред фактите и боговите молчат. Што за ова и на ова велат Ковачевски и Ахмети, дали само ним не им е јасно дека го отпеа буквално своето? Добро, бројките се тие, анкетите се тие. Да. Најчесто анкетите го одразуваат расположението на народот. Примерокот е секојаш репрезентативен, доколку добро се направени. Го покажуваат она што го знаеме сите, а тоа е дека постои огромна енергија за промена на власти, дека постои огромна енергија за предвремени парламентарни избори и рушење на оваа влада на СДСМ и на ДУИ, така што мислам дека бројките го покажуваат она што сите ние го чувствуваме секојдневно. Така. Зборуваме за најновата анкета на Вечер МК, која што вели дека дури коалиција на СДСМ и ДУИ заедно, наспроти ВМРО ДПМН, бројките велат 25%, односно 1/4 повеќе подобар рейтинг за вас. Дали те изненадува? Сепак зборуваме за нешто ново. Коалиција која што се најавува, онака задкулисно, но еве севте имаме соочување на бројките, имаме така една убава разлика. Прво е прашање дали тоа воопшто е возможно. Јас мислам дека нема да се случи таква работа, но ние секако ги мериме сите комбинации, условно кажано. Според нашите истражувања, дури целокупната сегашна владина коалиција да излезе заедно на избори, сите партии кои што се во коалицијата да излезат заедно на избори, значи и СДСМ, и ДУИ, и Алијанса за албанците и останатите, ВМРО ДПМН повторно ќе победи, затоа што ВМРО ДПМН е самостојно и има поголем рейтинг од сите овие политички партии заедно, што говори и што сугерира дека ВМРО ДПМН може да се надева на победа со 61 пратеник, што е клучно, според мене, и круцијално за целиот развој на политичката сцена во Македонија, имајќи предвид дека доколку имаме победа со 61 пратеник, нема зависимо од никого и нема да имаме притисоци узени од било кого, така што мислам дека е јасно на каде оди расположението на народот. Оно што во последно време го протежираат провладините така наречени аналитичари и експерти, е дека дури и да победите нели на изборите, а ќе победите, тоа го зборуваат во повеќе наврати анкетите, дури да победите со огромна разлика, ќе имате проблем соочувајќи се на терен со недостиг на албанска партија, наводно, која што би коалицирала со вас. Како гледаш на овие чарши? Мислам дека доволно сме одговарале на ова прашање. Ние сметаме дека е клучно ВМРО ДПМН да добие 61 пратеник со цел да не биде уценувано од никого и да не зависи од никого и да не зависат политиките на ВМРО ДПМН од било која друга политичка структура, секако секој кој што е спремен да ја прифати нашата програма и нашите ставови и да го прифати она што ќе го предложи како програма ВМРО ДПМН, сме спремни за соработка. Наша желба е соработка со политичките партии на албанците кои што се во опозиција и таму ги гледаме своите партнери, но клучно е ВМРО ДПМН самостојно да освои 61 пратеник, односно масовно да излезе народ на избори, да има една масовна подршка од страна на народот со цел да самите освоиме 61 пратеник. Дали во оваа насока беа оние обвинувања на ДУИ кои што откако вие го обвинивте груби за тоа што се случувало со имотот кој што го купувал и повеќе наврати во други пресконференции, тие насочија топката кон тоа дека вие сте антиалбанска партија. Сличното се случи и со телевизиите кога удривме по, нели, односно ги поддржавме оние огнени момчиња, па рекоа дека Телма и Алфа биле непријатели на албанците и слично. Дали подготвуваат терен преку ова со обвинувањата кон вас? Мислам дека секогаш кога немаат одговор за криминалот и корупцијата кои што го прават, се обидуваат да се свртат кон национализам, но тука не се работи нити за антиалбанска, нити за проалбанска реторика, се работи за факти кои што се изнесуваат, кои што се поврзани со криминал и корупција. Сакам јас вечерва да споделам една работа со вас, која што е поврзана со работењето и на владата, но и секако на политичката партија ДУИ. Имено јавното претпријатие за државни патишта, каде што директор е Ејуп Рустеми од ДУИ, склучило со известна фирма која што, да бидам искрен, прв пат ја слушам, од село Челопец и Кичево, договор
чија што основна цел е, цитирам, косење на трева, плевел, грмушки, кастрење на гранки и сечење на дрва во патен појас, чистење и собирање на смет во времетраење од 2 години за потребите на јавното претпријатие за државни патишта, согласно техничка спецификација и таа. И договорот е ни помалку ни повеќе, туку во износ од над 2 милиони евра, односно 120 милиони денари без ДДВ и ДДВ во висина од 21 милион и 600 илјади денари. Значи, вкупно некаде околу 140 милиони денари или некаде тоа би дошло околу 240 илјади евра договор за косење на трева, плевел, грмушки, кастрење на гранки и сечење на дрва во патен појас, во услови кога исто така министерот политичката партија ДУИ за образование кажува дека не можат да испечатат учебници за сите ученици затоа што нема пари. Еве го, ова е договорот кој што го објавувам вечерва и за кој што треба да се даде одговор. Прво, како се стигнало до овој договор, и второ, дали најприоритетно во Македонија во моментов е сечење на гранки, грмушки и трева на патиштата, и трето и најбитно за мене, како се стигнало до сума 2 милиони и 400 илјади евра за косење на трева. Дали најскапите косачи на трева во моментов во Европа живеат токму во Македонија, па за 2 години ќе земат 2 милиони и 400, односно по 1 милион и 200 годишно за косење на трева, грмушки, плевел и сето она што беше напишано. Ова е еклатантен пример за криминал и корупција кои што се случуваат во Македонија и јас знам дека многу ги боли секогаш кога ние удираме врз криминалот и корупцијата и уште еднаш тоа е овој фамозен договор кој што мислам дека треба да биде заведен во аналите како еден договор кој што покажува како се случува криминал и корупција во Македонија. Очекувате повторно да ве обвинат дека сте антиалбанска партија? Не, очекувам да одговорат, затоа што јас читам факти тука, еве, може да го видат и гледачите. Очекувам да одговорат на овие клучни прашања и во однос на постапката и во однос на тоа дали ова е најприоритетно трошење на пари во моментов и во однос на тоа дали најскапите косачи на трева и на гранки во патни појаси живеат токму во Македонија. Ова е во континуитет со она што се случува со коридорите, со надзорот, со експертите, 900 илјади евра за четворица испадна една работа за еден месец, другите беа по 30 илјади македонски. Зборуваме експерти и слично кои што земаат баснословни суми кои што луѓето во Македонија едноставно го сонуваат. Дали е ова приказката на вака крајот мирис? Не, мислам дека ова приказната на едно брутално крадење кое што се случува и за кое што ќе има одговорност после промената на власта. Сите овие луѓе ќе одговараат затоа што има трага за криминалот кој што го прават. Во однос на надзорот ние доста објаснувавме во изминатиот период. Прво се правеа обиди да се истакне дека врни светски компании стоеле позади надзорот за да се види дека едната птиса е во собственост на кинеска компанија, останатите се домашни компании од Македонија, од која што едната лиценца за надзор добила дури од како бил објавен тендерот за надзор, се занимавала и со производство на дролен веш, така што тоа се референците. Споменавме, односно председателот на партијата Христијан Мицкоски презентираше во јавност дека четворица експерти поделиле околу 900.000 евра само за еден месец, а истите треба дополнителни 300.000 евра да поделат во следниот период, што значи дека 1.200.000 вкупно ќе ја коштаат Македонија и македонските граѓани само овие 4 експерти, што е некаде 300.000 евра по човек, што ќе согласите се баснословни суми кои што обичен македонец во цел работен век не успева да ги заработи, камоли за една година. И повторувам, за сето ова има одговорност, затоа што досега не добивме кредибилен одговор на ниједно од прашањата кои што и јавноста и вие новинарите ги поставувате, но и ние како опозициона политичка партија ги поставуваме, а тоа е зошто и на кој начин се трошат овие средства. Ако ги имаме предвид минатите 6 години колку што владе СДСМ со државата, нели? Ќе имате многу работа и многу случаи на откривање и приказката на одговорноста која што очекуваат сите граѓани, бидејќи велат дека без тоа нема никаква поента. Одговорноста стана една господја која што ја одмина Македонија минативе 6 години, независно дали биле тоа модуларни болници кои што се запалија или се што се случуваше, кражбите, нели и се. Оние кои што беа фатени,
се со случаи судски кои што се одолговлекуваат и повторно одолговлекуваат, за разлика од оние експресни судења кои што беа претходно и се во тек, за нив нема ништо. Одговорноста како прашање дефинитивно ќе има, мислам дека луѓето го очекуваат. Апсолутно, мислам дека состојбата со владењето на правото во Македонија е на катастрофално ниско ниво. Македонија нема никаква, а камоли функционална правна држава и функционален систем на владење на правото, тоа се мислени именки во Македонија и тука секако најголем проблем се неказнивоста, односно потребата од одговорност, како што споменавте, стана култура на неказнивост во Македонија широко распространета и тоа е од најниското до највисоко ниво, практично и да нема институција во која што нема корупција. Корупцијата почнува во најниските ешалони, почнува во курирските служби, во архивата, завршува со директорите, министрите, вице-премиерите и премиерот. И тоа е тажната вистина за Македонија и затоа економијата тоне. Јас често знам да кажам дека во Македонија економијата тоне, а корупцијата цвета и тоа не мора да го покажуваат само релевантните меѓународни извештаи кои што ги прават соодветни меѓународни институции, пред се тука мислам на Transparency International, но исто така тоа го чувствуваат граѓаните во секојдневното живење и затоа бројни граѓани решаваат и да ја напуштат Македонија, не секогаш од чисто економски причини, туку решаваат да ја напуштат Македонија и од овие општествени причини кои што се поврзани со квалитетот на живот, затоа што им е преку глава од корупцијата, на доктор не може да закажат доколку немаат некој познат во здравствена институција. Документ не може да извадат доколку не однесат 100 грама кафе и бомбонjera или не почастат некого или немаат роднина на шалтер, почнувајќи од тоа, завршувајќи со милионски провизии кои што се исплаќаат преку така наречени консултантски услуги за така наречени експерти, како што досега зборувавме, завршувајќи со сечење на гранки и сечење на дрва во патни појаси и собирање на смет, плевел и грмушки по патиштата за 2.400.000 евра. Значи, ова е едно брутално крадење кое што се случува и за кое што секако не само што треба, туку и мора да има одговорност и ќе има одговорност. Тоа е нашето основно ветување, дека после изборите има сериозна одговорност за сите кои што во моментов се огрешуваат пред народот и ја создаваат корупцијата од најниско до највисоко, да не мисли било кој дека ќе е заштитен, а исто така, ова го потенцираме втор пат во одговорот, мора корупцијата да судира во сите сегменти, затоа што и 1.000 денари или 50 евра почестување на некој државен службеник и 1.000.000 евра за водечките луѓе на СДСМ и на ДУИ е корупција што го уништува системот и мора да се чисти по сите основи корупцијата. Треба онаа култура на така наречено снаоѓање, која што имаме во Македонија, еднаш за секојаш да се напушти и да владеат правото и да владеат правилата и прописите кои што ги пропишува државата. Корупцијата последно чинам беше нотирана во извештајот на Стейт Департментот, но еве факт е дека треба да се средат работите каде и да е ќе дојдете на власт, натаму одат работите, но ќе се соочите со едно обвинителство со 3% доверба и 4% доверба на судството. Предпоставувам дека до изборите може да паднат уште подолу. Па, веројатно е 100%, предпоставувам само тие кои што не го разбрале прашањето одговараат обратно. Извинете што статистичка грешка. Да, токму тоа да. Прашањето е како со едно вакво обвинителство и судство ќе го правите ова што треба да го направите, односно да дојдете до одговорност. Мислам дека има доста квалитетни луѓе и во судството и во обвинителството, преку 90% и од судиите, и од обвинителите, и од стручните соработници, и од сите кои што работат во правосудниот систем, сметам дека се честни луѓе кои што честно си ја работат својата работа, но овие 10% останати кои што или работат под бизнис диктат, или работат под политички диктат, или се корумпирани, го уништуваат имиджот на судството и на обвинителството. Сметам дека доколку власта ги ослободи судството и обвинителството и престане да се меша, а исто така го спречи крупниот бизнис да наметнува своји одлуки, односно одлуки во своја корист во судството и во обвинителството, многу брзо ќе се сменат работите и ќе се зголеми довербата, затоа што, како што кажав, најчесто се работи за честни луѓе кои што работат таму и кои што си ја почитуваат својата професија, вложиле дел од својот живот, се образовале, завршиле правни факултети, полагале правосудни испити, по новите генерации полагале, учествувале и полагале на Академијата за суди и обвинители, така што се работи за луѓе кои што сакаат
да си работат професијата, но овие 10% кои што го прават тоа, други интереси го рушат целокупниот имидж и секако ја нарушува довербата, затоа што кога било кој граѓанин ќе види еден или два предмети каде што очигледно е кој е во право да се суди комплетно на другата страна или кои се мотивирани од други причини, тоаш се губи целокупната доверба кај сите кои што работат во тој систем. Изборите се неминовно потребни за разрешување на оваа голгота која што гази Македонија, но има една идеја која што почнавме со анкетите. Токму во истата анкета над 60% од граѓаните се согласни и посакуваат изборите во март да се одржат, да бидат и председателски избори и предвремени, односно парламентарни избори во едно, како прво на еден трошок, што би рекле, како второ за разрешување на многу дилеми со еден удар буквално. Ова идеја како гледаш на неа? Па јас мислам дека е клучно избори да се случат што побрзо. Так. Нашата понуда стои, а тоа е да се случат избори во првата недела на јуни. Предлагаме конкретно избори на 11 јуни. За тоа има време. Согласно Уставот, од денот на распуштање на собранието до денот на одржување предвремени избори не треба поминат повеќе од 60 дена, така што доколку се распушти собранието во првата недела на април, има време за организација на избори во јуни, кои што ќе значат спас за Македонија, а и ќе значат народот да си го каже сопственото мислење и да искаже сопствената волја кого мисли дека треба да подржи и кој мисли дека треба да ја води Македонија, така што за мене најдобра опција се предвремените парламентарни избори. Тука имаме една великодушна понуда до власта, а тоа е доброволно се откажуваме така наречената пржинска, односно техничка влада. Не бараме да има техничка влада со цел да се скрати времето, именно таа техничка влада трае 100 дена. Ние сме спремни да одиме на избори за 55 до 60 дена. Не мора да имаме ни министер за внатрешни, ни министер за труд и социјална политика, ќе ги победиме и вака од опозиција без никакво учество во власта, така што не мора да има техничка влада. Еве со влада на СДСМ и на ДУИ да одиме на избори и народот да го каже своето мислење. Што мислиш како ќе реагираат од СДСМ и ДУИ? Тоа треба нив да и прашат. Не можам ја претпоставувам за нив. Так. Значи избори на 11 јуни, ако не се лажам, ако запомнам. Да, тоа е нашата последна понуда. Така. Но доколку не се одржат и не се согласи власта, избори март следната година барем или на есен? Тоа се веќе редовни избори, значи доколку зборуваме за следната година, доаѓаат председателски парламентарни избори кои што по секоја логика ќе бидат заедно и треба да се заедно, затоа што Македонија е сиромашна држава и нема доволно средства финансии за во рок од 2 или 3 недели да се организираат два пати избори, затоа што толку е разликата помеѓу председателските и парламентарните избори и по секоја логика тие треба да се споени. Знам дека си прават одредени гимнастики, народски кажано бајрам на умот си прават од власта, во кои што се обидуваат да прават одредени манипулации во јавноста, па дури одат и со тоа дека би победила власта на председателски избори, па после тоа би имало парламентарни. Прво, изборите ќе се заедно и второ, и на председателски и на парламентарни избори ќе победи убедливо ВМРО-ДПМН, затоа што тоа е расположението кај народ, така што следниот председател на Република Македонија и следниот премиер на Република Македонија ќе се од ВМРО-ДПМН. Премиерот го знаеме, Христијан Мицкоски, а за председател ќе одлучуваме во следниот период, веројатно во текот на есента. Информациите од кулуарите на Бихачка велат дека Оливер Спасовски е можен кандидат за нов претседател на државата. Како гледаш на овој информација? Кој да е кандидат ќе го победиме. Мислам дека нема разлика кој ќе е кандидат од СДСМ. Токму како Спасовски како решение, како би го протолкувал? Исто и како сите останати. Мислам дека убедливо ќе победи кандидатот на ВМРО-ДПМН. Така. Овој парламентарен состав и оваа влада дефинитивно тоа го кажувате многу пати и често пати нема никаков мандат за она што сака постојано да го стори. Зборуваме за уставните измени. Последните анкети повторно во низа велат над 80% од македонците, некаде 85%, над 60% од сите граѓани жители на Република Македонија се против уставни измени и метнување на бугарите во преамбулата. Истовремено власта најавува дека веќе следната недела ќе започнат со процедурата за уставните измени и тоа немало да бидат само за внос на бугарите во преамбулата, туку и за бришење на оние 20% кои што се присутни нели во уставот. Како гледаш на ова неслушање буквално на народот кој што вели ова е громогласно не. 85% македонци и повеќе 65% од прилика сите граѓани велат не, но некој што би рекол народот како слеп за стап ја тера приказка. Знаејќи дека не може да успее. Па
Се согласувам со се што кажавте, ама не разбрав што е прашањето. Иначе се согласувам со се што тоа што власта не се откажува од овие уставни измени и покрај се што се случува. Сите анкети исто така во низа велат дека народот не сака уставни измени на овој начин. Вие велите не дека нема шанси, постојано го потенцирате тоа дека на овој начин со бугарски диктат го нема, но власта не се откажува и еве денеска министерот за правда најави следната недела почнуваат со процедурата за уставни измени. Добро, нека почнат, па да видиме дали ќе поминат во собрание, односно нема поминат во собрание. Ние постојано го кажуваме нашиот став е јасен дека сме против уставни измени, еве нека и поднесат во собрание да видат како ќе поминат. Иначе согласувам со се што кажавте. Така. Останувате на ставот апсолутно за диктатот и за се дека нема шанси. Ако вие прашањето во однос на уставните измени, тоа е веќе друго прашање. Апсолутно ставот на ВМРО ДПМН не променат. Ние како раководство покажавме дека имаме конзистентен став кој што не го менуваме секој ден, како што тоа го правиле некои претходни или го прави актуелната влада, така што ставот е јасен, цврст, непоколеблив, а тоа е дека овој парламентарен состав нема мандат за уставни измени. Никој од нас на изборите во 2020 година не вети дека ќе прави уставни измени. Нека закажат предвремени парламентарни избори, нека кажат кој за што е на тие предвремени парламентарни избори, па име дали народот ќе даде поддршка за уставни измени. Во исто време, ВМРО ДПМН има сериозен план како да ја однесе Македонија до почеток на преговори и до преговори за членство со Европската унија. Тој план има 3 столба, има национален столб, политички столб и финансиски столб. Националниот се однесува на национално издигнување на македонскиот народ, политичкиот е во насока на заштита на македонскиот идентитет и македонскиот јазик, и финансискиот е пред се напредок и бенефит на граѓаните во она што најмногу ги интересира, тоа е подобар животен стандард. Трите столба на планот кој што го имаме водат до почеток на преговори со Европската унија и до успешно водење на тие преговори. За да се реализираат овие 3 столба потребно е прво да се случат предвремени парламентарни избори. На тие предвремени парламентарни избори ние ќе ги презентираме детално овие позиции кои што сега јас општо ги споменувам и ќе направиме една детална презентација на целокупната идеја на ВМРО ДПМН, секако ќе се излезе и СДСМ со својот концепт, тоа е безусловна промена на устав и прифаќање на се што Бугарија ќе побара и бугаризација на Македонија, на македонскиот народ и македонскиот јазик, па ќе одлучат граѓаните на кого мислат дека можат да му дадат доверба, како што е јасно дека една од причините поради кој што Македонија не почнува преговори со Европската унија, секако е тоа што Бугарија се противи на таа работа, но втората причина е високото ниво на организиран криминал и корупција. Постојат неколку исклучително моćни земји членки на Европската унија кои што, и ова нема да кажам прв пат, кои што се против почеток на преговори на Македонија со Европската унија, не заради бугарските условувања, не заради грчките условувања претходно, туку затоа што сметаат дека во Македонија има превисоко ниво на криминал и корупција, истото што го гледа и смета народот, што го зборувавме претходно, така што овие држави сметаат дека Македонија не е спремна да почне преговори за членство во Европската унија заради високото ниво на криминал и корупција. Затоа што да не се лажеме, ниедна од овие моćни држави не врши никаков притисок на Бугарија. Врз Бугарија во моментов нема никаков притисок по однос на уцените кои што ги прави врз Македонија, а тоа е пред се затоа што моćните земји членки сметаат дека Македонија не е спремна за почеток на преговори за членство со Европската унија и ја оставаат Бугарија да прави што прави, затоа што мислат дека едноставно државата не е спремна. Кога Македонија би се изборила со криминалот и корупцијата и би поставила добри стандарди, ќе видите како ќе се сменат работите и како ќе се смени притисокот кон Бугарија, затоа што да не се лажеме, ние немаме проблем со најсилната земја членка на Европската унија, ние имаме проблем со најслабата земја членка на Европската унија. Многу повеќе Европската унија е потребна на Бугарија, отколку што Бугарија е потребна на Европската унија, и тоа е едно јасно поставување на мапата каде стојат работите. Во текот на овие 6 години се направија многу штети на сите можни полиња. Дали зборуваме национално, економски, во ресорот на здравството, за образованието и да не зборуваме, каде и да отворите, има хаос или назадување на работите. Има ли шанси, мислам, колку е реално со овој концепт во 3 столба да се вратат работите назад? Факт е дека ќе треба многу труд, но може ли да се поправат грешките и штетата што е направена? Видете, грешки тешко се поправат, затоа што кога се прават грешки, особено вака стратешки, после тоа е потребна
огромна енергија, но и соодветна констелација на меѓународните односи со цел да истите се поправат. Но она што ние можеме да го направиме е јасно да ги поставиме столбовите за иднината, кои што кажав се политички, национален и финансиски, односно економски. Мора да имаме јасна заштита на македонскиот национален идентитет и на македонскиот јазик. Не смееме да дозволиме никој да толкува дека македонскиот јазик е дијалект или пишана форма на бугарскиот јазик, затоа што македонскиот јазик е засебен македонски јазик, како што никому не смееме да дозволиме да толкува дека македонскиот народ не постои или дека е вештачки создаден македонскиот народ, затоа што македонскиот народ има јасен историско-политички континуитет, кој што започнува уште со природбата, продолжува низ востанијата во 19-тиот век, народно-ослободителни национални востанија, својата круна ја доживува со Илинденското востание, после тоа има уште неколку востанија, па тука е борбата во текот на Балканските војни, Првата светска војна, континуираното востание помеѓу двете светски војни, кои што постои особено на територија на денешна Република Македонија и секако двете круни кои што доаѓаат после тоа, 2 август Асно 1944 година и 8 септември 1991 година и прогласувањето на независната македонска држава. Така што ова е политичко-историскиот континуитет кој што го има македонскиот народ и македонската држава, од кој што никој не смее да отстапи и ова имаме начин како да го заштитиме. Како што исто така сметаме дека македонскиот народ треба да е национално издигнат, досега е премногу газен, 30 години само попуштаат македонците, имавме едно знаме, па под притисок на СДСМ се смени знамето, сега имаме друго знаме. Македонија ја почна својата независност како Република Македонија, со прифаќање на СДСМ стана поранешна Југословенска Република Македонија, па после тоа стана Северна Македонија. Уставот се менуваше 4 или 5 пати, исто така во време на СДСМ Македонија се откажа од заштита на националните малцинства во Грција и во Бугарија. После тоа се потпишат Охридскиот рамковен договор за да завршиме со Бугарскиот договор и прифаќањето на уцените од Бугарија, така наречениот договор за пријателство и добрососедство, кој што не е ни за пријателство, ни за добрососедство и во кој што се согласи тогашната влада на Зоран Заев дека македонскиот и бугарскиот народ имаат заедничка историја, иако немаат заедничка историја, тоа го знаеме сите. Така што национално македонскиот народ е понижуван овие 30 години, ние имаме начин како да го издигнеме национално да престанат овие понижувања и секако третиот дел е подобриот животен стандард. Се уште на најголем дел од територијата на Македонија нема основна инфраструктура, зборувам за добра вода за пиење, за добра канализациона мрежа, за добри патишта, да не зборувам за покрупни објекти од типот на автопати, брза пруга и така натака. И тоа е нешто што мора да го решаваме. Од една страна, од друга страна обезбедување на солидни работни места кои што ќе носат добри приходи во македонските семејства, како и можела да се врати и економската гордост, затоа што џабе и политичка и национална гордост доколку не живеете добро, мора сите овие три да ги имаме во еден концепт, како би успеале да ја направиме Македонија на многу поуспешна приказна. Тука секако очекуваме партнерство и од страна на Европската унија, Европската комисија да го поддржи ова што ние го предлагаме и доколку имаме двостранно партнерство, тогаш секако Македонија може да напредува. Имаме уште многу теми за отворање. Ќе зборуваме за новата позиција на Николовски. Тој е првиот македонец известувач во Советот за Европа, ќе биде известувач за Босна и Херцеговина. Ќе зборуваме и за новите ветришта кои што доаѓаат од различни светски институции поврзани токму со Бугарија, но и македонците во Бугарија и со она што тие го трпат и има оние низа на пресуди кои што се случија, но не се спроведуваат. Имаме уште многу теми за отворање. Се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против, каде ми имаме интервју со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Александар, ти си првиот македонец кој што е известувач за Босна и Херцеговина во Советот на Европа. Прв пат Македонија има чест да има известувач за некоја земја, колку што знам. Што ова значи за тебе, но и за Македонија? Па да, една голема лична сатисфакција пред се, но секако и признание за Македонија, како што споменавте. За прв пат во историјата на Македонија се случува политичар од Македонија, пратеник во случајов, да известува за состојбите во друга држава. Досега
ние сме биле под мониторинг и за нас известувале. Конечно покажуваме дека имаме квалитет и дека имаме луѓе кои што можат да ја представуваат државата и надвор од границите и да известуваат за останати држави. Особено значајно е што се работи токму за Босна и Херцеговина, за една од најжешките точки на европскиот континент, каде што има, условно кажано, најмногу политички проблеми, така што не е исто да сте известител за некоја држава во која што има посредени политички односи и известител за држава каде што има навистина сериозни политички проблеми, како што е во случај во Босна и Херцеговина. За мене тоа огромно признание, огромна чест, како што кажав, но исто така е и за Македонија, покажува дека државата може да продуцира луѓе кои што можат да оценуваат други држави. Уште позначајно е што, да не забораваме, јас сум представник на опозициона политичка партија, ВМРО ДПМН е во опозиција, јас сум подпредседател на опозициона политичка партија, што е уште потешко да бидете избран, затоа што секако предност би имале представници на власта, така што ова е големо признание и за ВМРО ДПМН како политичка партија. Фокусот во следниот период во мојот мандат ќе биде насочен кон оценката на состојбите во Босна и Херцеговина, пред се во делот на владењето на правото и борбата со корупцијата, нешто што е секако регионален проблем и за што зборувавме и пред рекламите. Понатака, почитувањето на основните човекови права, изборните реформи кои што се клучни во Босна и Херцеговина за продолжување на нејзиното функционирање како една држава и секако четвртото, спроведувањето на Дејтонскиот мировен договор кој што застави крај на воените дејствија во Босна и Херцеговина во 90-тите години и сите останати меѓународни договори на кои што се согласила оваа држава. Така што планирам да бидам доста посветен, да работам заедно со високиот представник на Обединетите нации во Босна и Херцеговина, господинот Христијан Шмид, и исто така да работам со представниците на Европската Унија, со представниците на Соединетите Американски држави, на ОБСЕ и на сите останати кои што имаат интерес државата да оди напред. Моите извештаи ќе бидат разгледувани од страна на Советот на Европа и препораките кои што ги давам во тие извештаи ќе стануваат после тоа обврзни за Босна и Херцеговина, така што се надевам на една плодна работа во следниот период. Голема чест, но и голема обврска, значи. Апсолутно, затоа што да бидете ставени во ситуација да од вас зависи како ќе се проценуваат одредени состојби во соодветна држава, од кој што зависи и иднината на државата и судбината на народот, ако сакате, да, голем товар на плеќи, но сум спремен да го изнесам како што треба. Веќе утре имаме прва активност, така што ќе се обидам да се максимално посветам. Токму тој Совет на Европа доаѓа и информацијата дека прекинува толерирање на игнорирањето на пресудите, особено за малцинствата, на пресудите на Судот за човекови права. Меѓу другите, тука и Бугарија со десетици, некој вели 15, некој 14, некој 17 пресуди, токму за ситуацијата и положбата на македонците во Бугарија, односно неспроведувањето на овие одлуки кои што подразбираат, нели, организирање на македонците во Бугарија. Колку е ова вистинито и дали може да очекуваме нешто такво и на овој план, имајќи предвид што се случува таму, ние знаеме, но знае и светот, останува така работа. Да, како што споменавте, Советот на Европа, под чија што надлежност е Европскиот суд за човекови права, тоа мислам дека малкумина го знаат, познатиот суд од Страсбур, нели, кога ќе се исцрпат сите правни лекови во домашниот правен систем, оние кои што бараат правда се обраќаат во судот во Страсбур, тоа е во суштина целото име Европски суд за човекови права, кој што е основан и кој што е под надлежност на Советот на Европа и кој што известува за својата работа пред Советот на Европа. На априлската сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа, парламентарното собрание има вкупно 4 пленарни сесии. Ова е втората, така наречена априлска. Еден од главните извештаи кои што ќе се разгледува ќе биде извештајот за спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права и тука особен акцент ќе биде ставен врз Бугарија, затоа што Бугарија не почитува бројни пресуди на Европскиот суд. Во однос на македонците се работи, како што споменавте, за 16 пресуди кои што не се почитуваат, а се однесуваат на правото на здружување на македонците, на правото на национално самоопределување како македонци, на правото на употреба на користење на македонскиот јазик. И не само што ќе биде спомената Бугарија дека не ги почитува, туку поврзано со
оваа сесија во април, веќе во мај се случува еден голем самит за иднината на Европа и за иднината на Советот на Европа во Исланд, во Рејкјавик, на кој што за прв пат ќе се воведат ефективни механизми за со цел казнување на државите кои што нема ги спроведуваат пресудите на Европскиот суд за човекови права. Затоа што досега судот носеше пресуди и беше прашање на добра волја на конкретната држава на која што се однесуваат дали ќе ги спроведува или не, па има подобри примери како Македонија, например, и полоши како Бугарија. Сега се воведуваат ефективни механизми кои што ќе ги натерат земјите членки на Советот на Европа да ги почитуваат овие пресуди. И уште една работа, мислам дека недоволно е позната во јавноста. Јас сум член на комитетот за следење на спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права. И исто така единствен не само од Македонија, туку од целокупниот регион на Западен Балкан. И низ мојата работа и досега многу пати тоа јавно сум го истакнувал, ќе продолжам да го правам и во следниот период, вршам силен притисок да овие пресуди бидат спроведени, затоа што се работи за базични, основни човекови права, без кои што една држава не може да напредува. И токму затоа што Бугарија не ги почитува овие пресуди, заради нашиот силен притисок, Бугарија, без разлика што е земја членка на Европската Унија, во Советот на Европа е во постмониторинг, односно не ги ужива сите права како полноправна членка на Советот на Европа, баш заради тоа што не ги спроведува пресудите на Европскиот суд за човекови права и секако затоа што сме гласни и го потенцираме тоа, го кажуваме јасно, отворено, дека имаат обврски кои што не ги реализираат. Гледано од страна, мнението на граѓаните е дека ова што ни го прави Бугарија и што го прави со македонците во Бугарија, не го знае никој, еве, имајќи предвид дека ти си во Советот на Европа, дали е така едноставна работата, дали таму сите велат да, во Бугарија не се случува ништо, она што сака да го представи Бугарија како такво. Зборувам и за во Македонија, но особено за македонците во Бугарија. Видете, постојат бројни извештаи на релевантни меѓународни организации, не само на Советот на Европа, кои што јасно детектираат што се случува со македонците во Бугарија. Тоа, ако сакате, го има и во последните извештаи на Стейт Департментот, каде што јасно се потенцира дека Бугарија и не ги спроведува пресудите на Европскиот суд за човекови права, но и не дозволува самоопределување на дел од нејзините граѓани кои што се чувствуваат како македонци, кои што зборуваат македонски јазик. Така што не е прв пат да има вакви извештаи за Бугарија. Она што мене ме загрижува е односно на Европската Унија, која што мислам дека премногу ја толерира Бугарија, а основната причина тука, како што кажав, е високото ниво на криминал и корупција во Македонија. Едноставно не гледаат мотив да вршат притисок врз Бугарија со цел да Македонија побрзо ги почне преговорите за членство со Европската Унија. Едно од ретките полиња каде што оваа влада има континуитет е редењето на неуспеси. Друго едно поле е буквално со оние шампионски титули кои што ги добиваме на неколку месеци една по друга. Првин бевме шампиони во посиромаштија во Европа, тоа е пред една година. Пред 6 месеци станавме и шампиони по мизерија и во регионот и скоро во цела Европа. Последното беше сега пред една недела, станавме шампиони по несреќа на народот. Нижат титули, тројна круна би рекле. Ова е несреќа, сиромаштија, црна статистика за жал, да. Така. Мислиш дека ќе продолжат со ова или ќе ги спречиш? Па нема причина да било кој очекува дека некој чудо ќе се случи во следниве месеци, еве ако се предвремени избори во следниве 2 месеци, ако се редовни во следниве 8 месеци, дека некој чудо ќе се случи и променат работите. Едноставно мислам дека е завршено со оваа власт на СДСМ и на ДУИ, на сите ми јасно дека не може да се очекува никаков дополнителен напредок од нивна страна. Реакцијата на Ковачевски токму на извештајот на Стейт Департментот наслушен за македонците во Бугарија, многу ми не ја протолкуваа како еве доаѓаат изборите, тој упати делумно остра порака. Не сум ја видел изјавата, да кажам искрено, затоа што мислам дека веќе и несериозен станува премиерот и штом јас губам внимание да го следам, можете да замислите како народот реагира. Затоа што во суштина одлуките во владата кажува Артан Груби, тој е тој кој што ја води владата, да не се лажеме. Ако нешто му кажа на Ковачевски, тоа што вој ќе излезе и ќе го сподели тоа со јавноста, така што не сум ја следел ова изјава, но можеме да проверам што кажал Артан Груби, веројатно
ќе знам што мислат во СДСМ. Да. Популизмот, дали е ова резултат на приказката на доближувањето на изборите? Ковачевски оди по продавници, купува макарони, па пипа... Не сум гледал, искрено ви кажувам, не сум гледал, да. Постојано во видов еднаш, продавници, затоа што повеќе ги да. следам што прават ДУИ, видов еднаш што министер на ДУИ беше, ама министерот на ДУИ зборуваше, овој стоеше позади него, што е понижување, без разлика што само формално е председател на владата, едно големо понижување за председател на влада, за премиер, да министер зборува, а премиерот стои позади него и молчи. Тоа е едно огромно понижување, но тоа уште еднаш покажува која води владата, затоа ние неретко и неслучајно велиме дека ова е влада на ДУИ поддржана од СДСМ. Јавниот долг на крајот на 2022-та од 4,7 милиарди пред 6 години е 7,7 милиарди, односно за 6 години 3 милиарди евра, речи си дуплиран јавниот долг. Економијата, состојбата со економијата во Македонија. Па состојбата со јавниот долг е многу поалармантна од ова што споменувате, именно психолошката бариера на задолженост од 60% од бруто домашниот производ веќе е пробиена, што за слабија економија како Македонија е навистина страшно. Продолжува трендот на задолжување без ефективно да се гледат тие средства, односно не гледаме каде тие средства се вложуваат и кој е бенефитот на граѓаните од тие средства. Единствено гледаме дека расте јавната администрација и дека тоа е единственото место каде што се трошат средствата, како и разните трансфери пред се кон блиски невладини организации. Македонија нема капитални проекти, не гледаме дека се градат мостови или брани, да не зборуваме за автопат или за пруга, еве гледате дека Охрид Руга Кичево скоро и да не се гради, за поголеми инфраструктурни проекти да не зборуваме, состојбата со железницата е ужасна. Знаете дека Скопје Велес нешто што и требало да со воз една пријатна дестинација веќе се станува патешествие за оние кои што користат возот. Да не зборувам за подалечни дестинации како Скопје Прилеп или Скопје Битола. Така што нема сектор каде што се вложува и нема сектор каде што можеме да имаме посериозни капитални расходи, а од друга страна задолжувањето расте и мислам дека ова ќе е една од најтешките задачи на новата влада на ВМРО-ДПМН. Ние секогаш сме имале добри економски тимови, сега ќе го имаме најдобриот, но ќе има многу тешка задача да ја стабилизира прво Македонија и после тоа да ја хрева нагоре. Ги спомнавме и во првиот дел коридорот 8 и 10, дали е ова најновиот на заминување бомбона бизнис на власт? Па тука мислам дека се е јасно. Ние изнесовме многу информации поврзани со постапката за избор на надзор. Јасно е дека се работи за една скандалозна постапка. Да бидам искрен, не очекувам обвинителството дека ќе покрене случај, особено не вакво партизирано обвинителство во кое што државниот обвинител чека милост од пратениците на СДСМ и на ДУИ за да стане уставен судија. Процесот за избор му е во Комисијата за избор и именување во собранието, така што не очекувам дека било што ќе направат, но како што зборувавме и претходно во теков на ова интервју, едно ослободено судство и обвинителство без притисок од власта после промената на изборите, очекувам детално да го истражи случајот и да ги види пропустите каде се и да бидат казнети оние кои што направиле пропусти. Најчесто треба да направите 10, некогаш 20 и повеќе пресконференции како опозиција, за да укажете на одреден проблем, на одреден конфликт на интереси, на одреден криминал. Така беше и со Димова, така беше и со Рашковски, редица случаи претходно. Еве Артан Груби приказката која што се актуализираше, конечно ДКСК пројави, односно антикорупцијска некаков интерес за испитување. Мислите дека јавното обвинителство ќе покрене нешто ново? Не. Нема шанс. Мислам дека би требало да биме нереални или да го лажеме народот, да очекуваме дека ова партизирано јавно обвинителство ќе покрене постапка против човекот кој што практично ја води владата. Не очекувам, но после избори секако дека ќе има одговорност и ќе се одговараат. 11 месеци поред Македонија има двоцифрена инфлација, најголема исто повторно во регионот и во Европа. Некаде околу 19%, иако просекот на ниво на Европска унија е 7-8%, што значи дека покрај увезената инфлација од 7 до 8% има уште некаде 10 до 11% домашна инфлација. Всушност тоа најдобро го знаат сите оние кои што не гледаат во текот на ова интервју, колку можеле производи да купат со 500 денари кои ќе отиделе во продавница или во маркет порано, колку може со 500 денари денес да купат, и тоа ги дава одговорите на сите прашања поврзани со инфлацијата. Власта не знае да се избори со инфлацијата, цените галопираат, најчесто многу повеќе од она што
реално би требало, но од друга страна па нема ни подршка за стопанството со цел да може да се смири целата ова инфлаторна спирала. И тоа е, како што кажав и претходно со задлужувањето, нешто што најмногу ме загрижува. Мислам дека многу тешка задача ќе има економскиот тим на ВМРО-ДПМН. Сите ние ќе имаме многу тешка задача да ја стабилизираме инфлацијата. Единствен проект од кој што власта не се откажува, во наводници проект, е промената на МК кодот на регистерските таблички, иако според она што го велеа, го зачувале кодот, ќе треба да го менуваат. Зборуваме и за промена на документите на граѓаните. Во превод тоа за едно семејство ќе биде многу илјадници денари и од тоа не се откажуваат. Значи, па тоа е овој популизам за кој што вие зборувавте. Од една страна замрзнуваат цени на макарони и на шпагети за 4 денари вкупно се намалуваат, а друга страна од 400-4.000 денари поскапуваат личните документи кои што треба да се менуваат заради прифаќањето на срамниот преспански договор со кој што за жал беше променето името на Република Македонија, и тоа е нешто што трајно ќе го носат, едно трајно предавство кое што го направија и трајно изневерување на македонскиот народ и на македонската држава. И гледате се, како што кажавте и вие, упорни во реализацијата на тоа предавство, но зборувавме за брзо ќе дојдат избори, многу работи се сменуваат. Так. Ракавицата е фрлена 11 јуни, еве за крај. Па да, еве, доколку мислат дека народот ги поддржува, да излеземе на 11 јуни да се измериме. Така, па да видиме и уставни измени и сето како. Па народот ќе одлучи да се. Така. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам, јас на поканата, беше задоволство и поздрав на сите кои што не гледаат. Ми беше чест. Благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако чувајте се многу.